Замисли дека постои место каде твојата внатрешна вистина се среќава со општествената потреба. Замисли дека си таму, дека некој те гледа, те препознава, те признава, дека целата твоја приказна, и болката и потенцијалот добиваат смисла. Тоа е Развојна академија. И ова е незината приказна, но и твоја, ако го препознаеш повикот. Развојна академија никако не е проект, не е формат, ниту збир од услуги во еден убав или помалку убав вебсайт. Таа е одлука на душата. Зрела, помирена, доволно храбра да се прикаже, да се манифестира во оваа форма. Одлука која одамна се носеше, се тестираше, се калеше низ женски тела, во генерации, во судбини на народи и во премолчувања. Од крв и месо, со срж, разлиена и декорирана со светки и звездички. По години истражување, во наука и мистицизам, ни структури и анархии, во работилници и револуции, на улица и во училница, си реков, доволно е од парчиња. Па живото искуство ме искачи толку горе да можам да гледам целина. И се сеќавам на еден момент, на една сцена, ми доделија награда за активизам. Ме замолија да кажам нешто, без подготовки, без сценарија, со срце што гласно чука од благодарност, во придружба на срцето на ќерка ми која во тој период беше во мојата утроба. Реков нешто што длабоко ми одекнува и денес, па би го споделила. Одеше некако вака. Ова е само едно парче од големата торта. Торта што ја носам во визијата, што ја создавам, споделувам, препораѓам. Торта на животот, таков каков го сонуваме. Будно го сонуваме, каков го познаваме, кога сме најмногу своји. Знаете, таа слика ми остана длабоко врежана. Како кога си дете и си го замислуваш роденденот, онаа магична торта која е баш таква каква што ти сакаш да биде, може би на 3 ката, со звездички и светки може би, но со вкусови што никој не ги пробал никогаш, кои ги наслутуваш, но и вкусови кои ти се омилени и добро познати. Со свеќички кои не го палат воздухот, туку сонот за подобра иднина. И тогаш имаш голема потреба да ја споделиш со саканите. Како што јас денес ја делам Развојна академија со сите вас. И ја делиме и ја славиме. Исто како на роденденот, не славиме само години, искуство, професионализам, туку славиме живот низ сите слоеви, од декорации до содржини и структури. Епа оваа епизода, оваа Развојна академија, тоа е мојата славеничка торта. Ова е животот таков каков што сакам да го вкусуваме заедно. Сите вие што чувствувате, што барате, што не се откажувате од сонот за поинаков свет. За сите нас е Развојна академија. Ова е просторот за визија, за акција, за љубов, за исцелување и одлуки. Одлуки водени од главната одлука да се движиме напред со вкус на тоа што значи да се биде човек. Во најизворна смисла на човекувањето. Некои простори се креираат, а некои се доживуваат. Кога влегуваш во Развојна, не влегуваш во простор, туку влегуваш во поле. Влегуваш во вибрации и во мрежа од можности за промена. Овде коучингот не е техника. Системските констелации не се метод. Овде сето е поврзано со се, како што љуби да каже една моја предобра другарка. Тука се запира времето. Се мешаат временските линии за да се расплетат генерации. Се крева гласот
за да се исцели молчењето и се активира водство, не од его, туку од повик на нешто многу високо. Ако ја слушаш оваа епизода, може би веќе си ја почувствувала таа внатрешна напнатост. Тоа чувство дека животот што го живееш и кој само со очите го гледаш не е доволен. Дека твојата душа има порив и вреска. Не вреска за повеќе работа и уште помалку вреска за повеќе работи, туку вреска за повеќе значење, за смисол. Развојот без импакт за мене е само декорација. Како звездичките и светките од тортата што ја спомнав, но без содржината, без вкусот кој го наслутуваш и вкусот кој добро го познаваш, твојата душа кој го познава. Декорацијата и не би постоела и би немала никаква смисла. Затоа, Развојна академија е и активистичка и суштинска. Затоа, клиентите кои се препознаваат се и фасилитатори на промени. Овде, твојот раст е твојата мисија. И твојата мисија е нашата иднина, содржината на светот кој го посакуваме. Понежен, покреативен, развоен и квинтастичен. За секоја една да може да ги живее и своите најлуди соништа. Па така, кога работам со компании или поединци, не го гледам само појавното, не го гледам само резултатот. Го гледам потеклото, го чувствувам колективното искуство, го слушам повикот низ многуте генерации, во неколку насоки. Од каде доаѓа, од каде е сега и каде води. И затоа, академијата не е само личен процес. Развојна академија е културен одговор, еден современ облик на општествена грижа. Зошто ако не го промениме начинот на кој се доживуваме себе си, нема да го промениме ни начинот на кој го доживуваме ова општество. И нема многу работи да се променат, посебно не оние кои не ни се допаѓаат. Што мислиш за ова? Може би сега дишаш малку подлабоко. Може би нешто во тебе се помести. Може би баш во овој момент нешто вели. Време е. Време е да престанеш да бараш надвор и да почнеш да градиш внатре. Време е да престанеш да се адаптираш и да почнеш да креираш. Време е да станеш она што си била од секогаш. И ако си подготвена, Развојна академија е тука и спремна. Го завршувам овој подкаст со благодарност што ја слушна оваа епизода. И со едно кое сакам да ти остане. Кога поединката се исцелува, системот се движи. А кога системот се менува, светот се буди од длабок сон. И тука почнува живот. Со океанска љубов за највисоко добро. Намасте!